Да ви се представам, јас сум Виолета Дума. Судија бев избрана од 1980 година, 80 година бев разрешена неосновано, како што потврди судот во Страсбур 2010 година. Случајот го доби во Страсбур и сега имам право да поднесам тужба за надомесна штета. Знајки ги состојбите и одлуките што ги носат нашите судови, посебно сега во делот на граѓанскиот суд, се сомневам и не знам, се размислувам дали да поднесам такво барање, заради тоа што или тоа уште еднаш ќе ме повреди, па подобро би било да не барам, заради тоа што судиите кои што постапуваат во делот на надомесна штета на неосновано, дали се наоѓал некој во притвор, разрешен да биде судија, да му се направи некоја голема неправда, не тргат од принципот на нивната самостојност и впечаток кој што ќе го добијат за тој човек што е бара надомесна штета, туку тргат, како што рече колешката, дали повисокиот суд, апелациониот суд ја прифаќа таа одлука, што ќе се случи со неговата одлука и како едноставно, ако е така, значи апелационите суди, знаејќи дека е тоа така, воспоставиле една пракса, овие долу размислуваат како ќе поминат во апелациониот суд пак ги добива такви, ги потврдува или ги намалува и тоа образложение не би можела да го прифатам заради тоа што судијата е самостоен и треба да знае следното. Ако е ова последно прашање од што сте подготвени да се откажите за слободата, би можело да биде што би дале за слободата. И колку би дале. Бидејќи сега се е актуелна слобода, а и цел живот е актуелна слободата, викат луѓето и тој што нема би дал се за слободата, а тој што има уште повеќе. Значи, слободата е голема ставка, односно голема желба на секој човек без кој што не може. Ако еден граѓански судија отиде еден ден во притвор и да види што значи тоа, кога роднините негови чекат од сабајле од 6 сато да му однесат храна, кој што е сето трошак, да му однесат алишта, да му однесат весник, да му однесат кебе, а тој неосновано да лежи во тие апсолутно застрашувачки услови во притворот и после тоа да биде докажано или обвинителот да го повлечи обвинението и да му го оцени тој ден дека само му е 50 евра или помалку, апсолутно сметам дека сме на тој судија на погрешен правец, тргнал во погрешен правец. Ако ги научи второстепените судови дека се цени слободата, дека он бара надомесна штета за неосновано дека бил во притвор или неосновано истеран од работа, треба да знае дека тој човек живее во одредена средина, дека тој човек има своја фамилија, дека тој човек за тоа време имал големи трошоци, а да не зборуваме за неговото здравје. Тие исти суди, кога доделуваат трошоци на адвокати, знаат колку земат извршители, колку земат нотари за една заверка, па зарем тие истите кои ќе дојдат до трошоците за да ги исплатат, нема да бидат тие поголеми него трошоците кои што ќе ги даде на неосновано лице кое што било лишено од слобода. Ја поздравувам апсолутно ова макотрпна работа која што тимот ја направил, а еве како што кажавте со помоше на холандската амбасада, на вистина, сега дори гледам дека треба да бидат презадоволни во инвестицијата што е дале, дека ова прашање од многу давна е присутно кај нас и секогаш се понижувале луѓето што кој ќе излезат од притвор, тие се бележани, меѓутоа не знаат што да прават. Затоа, како што вие кажавте, имате 900 или колку случаи, но тие многу помалку поднале тужба, заради тоа што се плашат, за тоа што знаат, еве како јас, дали повеќе ќе го понижи, или, еве јавно ви кажам, ќе поднесам тужба и ќе ви ја дадам да ја обработите.